Понеделник, 6 декември, а вие во продолжение ќе го гледате спортскиот преглед на КМ телевизија. Богат спортски викенд, активности на сите екипи од Полошкиот регион во сите екипни спортови. Како по обичај, и денешниот спортски преглед ќе го започнеме со резултатите од првата фудбалска лига, каде се одиграа надпреварите од 16-тото првенствено коло. Екипата на Шкендија, многу потешко од очекувањето, на домашен терен го совлада Пелистер со 2:1. Гостите од Битола имаа водство на полувремето од 0:1 со прекрасниот поводок од слободен удар на Виктор Нилдо Јуфо, поранешниот фудбалер на Шкендија, додека домашните направија комплетен пресвод во вториот дел, најпрво Гури во 48-та минута изравни на 1:1, а победата за Шкендија донесе Кривак во 86-та минута. Екипата на Ренова одигра 0:0 на гостински терен против Работнички, додека на останатите надпревари Академија Пандев Брегалница исто така 0:0, Борец Македонија Ѓорче Петров 1:1, Скопје Шкупи 1:3 и Струга Тиквеш 0:0. Во водство екипата на Шкупи со 38 бодови, 6 повеќе од второ пласираниот Академија Пандев со 32. Екипата на Шкендија сега е на третото место со 30 бодови. Следуваат на четвртото и петтото место Ренова и Брегалница со по 26, шесто место за Струга со 23 поени, Македонија Ѓорче Петров е на седмата позиција со 21 бод. Над зоната Работнички на осмото место со 19 бодови. Во зоната за бараж Скопје и Тиквеш со 17, односно 14 бодови, и во зоната за испаѓање Борец и Пелистер со 9, односно 5 поени. Интересно беше и во второлигашката конкуренција, каде се одиграа надпреварите од 13-тото коло. Најубедлива победа од екипите од Полошкиот регион забележа екипата на Беса од Добридол, која со 0:3 на гостински терен го совлада Кораб. Шериф Реджепи постигна 2 погодоци, додека еден гол беше дело на Алтин Лога. И Гостивар успеа да победи со 1:0 на домашен терен против Кадино со голот на Сунај Хасан. Тетекс одигра 1:1 против Охрид. Хусеин Демири за домашните донесе водство, додека Ајрадин Цуцули изравни во 88-та минута од пенал. Навистина штета за екипата на Тетекс, бидејќи речиси 1 час имаше водство, но не успеа да освои 3 бодови. Овој надпревар се одигра на стадионот Борис Трајковски во Маđари и повторно, како и минатиот пат, треба тука да дадат одговор и раководството на фудбалскиот клуб Тетекс, но и неколку институции во градов, зошто Тетекс своите надпревари не ги игра во Тетово, туку мора да оди во Скопје, во Маđари, на стадионот Борис Трајковски, дали тоа е по волја на клубот или пак не му е дозволено од институциите да игра во Тетово. Очекуваме одговор и од институциите, но и од фудбалскиот клуб Тетекс, зошто е тоа така. До крајот на есенскиот дел остануваат уште 2 првенствени кола во кои што Тетекс ќе гостува, меѓутоа се надевам дека во меѓувреме ќе стигне одговор од надлежните институции и од фудбалскиот клуб Тетекс. На останатите надпревари во дербито на колото Воска Силекс 0:0 и Вардар Велешта 4:0. Во водство екипата на Силекс со 35 бодови, пред Воска на втората позиција со 26. Вардар на третото место со 23, од полошките екипи најдобро котира Тетекс на четвртата позиција со 18 поени, односно 1 повеќе од петто пласираниот Гостивар. Кораб е на шестата позиција со 16 бодови, во зоната за бараж на седмото место е Велешта со 14 и во зоната која што носи испаѓање во третолигашката конкуренција се Беса на осмото место со 13 бодови, Охрид со 11 и Кадино со само 6 поени. Во третата лига Запад се одиграа надпреварите од 9-тото првенствено коло. Во дербито на колото Зајас Врапчиште 4:1. Шабан Керими постигна 3 поводоци за домашните, додека Емини беше стрелец на 1, Реджеп Садику стрелаше за Врапчиште. Дрита Љуботен 2:1, Рушити и Алии за домашните, Петровски за гостинската екипа, напредок Речица 1:3, Аврамовиќ за екипата од Кичево, додека за Речица стрела Бакија, Джемаили и Шерифи.
На останатите надпревари, Нераште Трабзонспор 3:0, Садики, Зубери и Салиу за екипата на Нераште, односно, тука напоменавме и во претходните емисии дека официјално екипата само се вика Нераште, а в суштост настапуваат екипата од Џепчиште, односно ФК Џепчиште, кој што очекуваме во зимскиот преводен рок да го промени своето име. И Арсими Пролетер 8:1. 2 голови на Ејупи, 2 исто на Муртезани и 2 на Фейзулај, по една стрела Хисмани и Ерсел Дико, Михајловски стрелец за екипата на Пролетер. Во водство е Арсими со 25 бодови, 3 повеќе од второпласираната Речица. Третото и четвртото место го делат Врапчиште и Дрита со по 19, петтото место за Влаздрими со 18, шесто место за Заја со 13 поени, Љуботен е седми со 10 бодови, напредок на осмото место со 8, деветти е Пролетерот Тумчевиште со 7 бодови, 10-то и 11-то место Џепчиште и Камењане со по 6 и последно пласиране Трабзонспор со само 2 бодови. Во третолигашката конкуренција, првопласираната екипа ќе игра во баражот за пласман во втората лига. Единствена втора лига која што ќе биде од наредната сезона, нема веќе да има исток и запад. Во женска конкуренција, екипата на Љуботен уште во петокот го одигра својот надпревар од 9-тото првенствено коло и забележа победа од 1:0 над Ас Юнајтед од Струга. Вториот тетовски представник, екипата на Шкендија, загуби со 5:0 на гостувањето кај актуелниот шампион Каменица Саса во македонска Каменица. На останатите надпревари Речица Борец 0:2, Скопје Атлетико 6:0, Тиверија и Статов 2:0 и Деспина Топгол 6:1. На делба на лидерската позиција се Скопје и Тиверија со по 21 бод, еден повеќе од Љуботен кој е на третата позиција. Борец и Каменица Саса имаат по 18 бодови, додека Ас Юнајтед на шестата позиција има 16 поени. Во продолжение на табелата следуваат и Статов со 14, Деспина со 10, Шкендија е на 9-тата позиција со 7 бодови, 10-то место за Речица со 5 и на последните две места битолските екипи Топгол и Атлетико со 3, односно 1 поен. Последните две екипи ќе испаднат од прволигашката конкуренција. Сега ќе ги прогледаме изјавите од надпреварот помеѓу Љуботен и Ас Юнајтед. Тежок надпревар, многу тежок, вистинско дерби, тврд надпревар, впрочем и самиот резултат дека немаше голови, кажува дека се играше една голема борба на средата на теренот. Дадовме еден гол и мислам дека и заслужено победивме. Имавме и повеќе шанси во текот на целиот надпревар и мислам дека победата е заслужена. Вакви надпревари се повеќе и повеќе треба да има во женскиот фудбал. Зошто? Самиот квалитет со засилувањето кој дојде, квалитетот на гостинската екипа покажува дека има место, има напредок во женскиот фудбал. Надпревар стварно беше динамичен и квалитетен. Се надеваме дека уште повеќе ќе имаме вакви надпревари. Значи, го ослободивме од товарските едната интернационалка од Бразил, замина назад, со тоа што се овозможи место за уште еден странец во нашата екипа. До крајот на оваа полусезона имаме уште два надпревара, Топгол на гости и Статов дома со според нас доколку освоиме 6 бода, најмалку од се што ќе бидеме второ место со еден бод за останување зад лидерот. Самиот резултат на тоа дава можност да вистинска битка за шампионската да се бие на пролет. Се надеваме дека во полусезоната ќе добиеме 2 до 3 уште квалитетни засилувања со што би го исполниле целата шампионска. Денешниот надпревар беше дерби, кое што изгинавме сите на терен за да ја освоиме оваа победа, многу ни значи. Добивме нови 3 бода, од кои изгинавме сите на терен и оставивме срце, исто така. Ова беше многу добро од наша страна што го направивме. Имавме голема поддршка од нашите тренери, исто така и од публиката. Јас сакам само да се заблагодарам на сите што ме гледа. Тоа ми го дадоа моите тренери како задача, која што јас мислам дека добро ја извршив. Дадов се од себе што можам да ја задржам, да не примиме гол од неа. Она е добра игра за репрезентација, ама мислам дека не требаше да се потцени, затоа што е најдобра од нејзина. Народното коло исто го очекуваме борба, срце на терен и да победиме како што и денеска.
Па наидовме на многу квалитетна екипа АС Юнајтед од Струга, со многу добри играчи, со кои можеби најдобриот играч во оваа лига. Почнавме добро, створивме неколку шанси, немавме среќа во првиот дел, но го имавме последот. Исто така наидовме на голем отпор од предишната екипа, но второ полувреме не се посреќи, дадовме еден гол, потоа тие го преземија последот, створија неколку шанси, но добро се одбранивме и на крај победивме. Па наредно коло играме со Топ Гол во Битола, со многу млади, квалитетни, добри фудбалерки. Се надеваме на добар резултат, како и сега да победиме и последно коло и да завршиме полусезоната квалитетно. Се играше меѓу првите 3 места, нормално дека постоеше таква игра, дерби игра со шанси, конзервирана игра, чекавме на грешки. Екипата на Љубетан го искористи таа наша грешка на одбраната, па доведе до 1-0. Ние имавме таа шанси каде можеше резултатот да биде нерешен и што беше реален резултат беше на нерешен, но фудбалот е затоа интересен, па дојдоа домашната екипа да води со 1-0 и да го победи утакмицава, кај ќе оди погоре, но ние нема да се предаваме, првенството е уште долго, ќе играме. Наредното коло исто така играме во среда, играм пак дерби со Борец од Велес и таму ќе ни биде тешка утакмица, но мора да се игра. Спортскиот преглед го продолжуваме со резултатите од кошарката. Во првата лига се одиграа натпреварите од 9-тото првенствено коло. Екипата на гостивар изненадувачки поразена на домашен терен од Академија ФМП со 64:70. На останатите натпревари, МЗТ-2 Евроникел 66:81, Куманово Феникс 103:98, Работнички Кожув 100:85, внимавајте сега, Ангели Пелистер 88:142. 54 поени разлика за екипата на Пелистер и неверојатни 142 поени. И на последниот надпревар и најинтересен ова коло, ТФТ МЗТ Скопје 82:90. На табелата во водство екипата на Пелистер со максимални 18 бодови, односно 9 од 9 победи. МЗТ Скопје е втор со 17, следуваат Работнички Академија ФМП со по 15 бодови. Гостивари ТФТ се на 5-тото и 6-тото место со по 14 поени, следуваат Евроникел, Феникс и Кожув со по 13, Куманово на 10-тото место со 11 бодови, МЗТ-2 11 со 10 и последно пласиран Ангели со 9 бодови, односно со сите порази. Во второлигашката конкуренција исто така надпреварите од 9-тото коло беа на програмата. Екипата на Тетекс ја забележа третата победа оваа сезона, 75:69 заврши надпреварот против Партизан Водно Санс. Значајна победа за екипата на Тетекс, која конечно започна да игра подобро и да фаќа приклучок кон средината на второлигашката табела. На останатите надпревари од 9-тото коло, Хераклеја Вардар 68:88, Шкупи Борец 81:78, Чаир Струмица 89:71, Охрид Соколи 73:80 и Црндрим Баскеткам 81:83. Во водство екипата на Чаир со 17 бодови пред Вардар и Соколи кои имаат по 16. Екипата на Тетекс е на делба на 9-тата и 10-тата позиција заедно со екипата на Борец со по 12 бодови, односно ефект од 3 победи и 6 порази. Сега ќе ги погледнеме и изјавите од надпреварот помеѓу Тетекс и Партизан Водно Санс. Па стварно еден тежок надпревар. Игравме денеска без двајца клучни играчи. Меѓутоа, морам да честитам на сите играчи за денешната победа. Бевме под еден притисок дека мораме да добиеме овој надпревар, бидејќи се наоѓаме во долниот дел на табелата. Имавме тежок распоред, така да мислим дека сега со оваа победа веќе ќе влеземе во едни подобри води. Не очекува уште 2 надпревари до крајот на оваа полусезона. Играме во Штип и ни доаѓа последно коло Струмица. Се надевам дека од овие 2 надпревари ќе извојуваме една победа и таа победа ќе ни носи некаде сигурно во горниот дел на табелата, што
Тетех заслужува. Рачунаме дека во вториот дел ќе бидеме сигурно поспремни и по-комплетни, така да извојувавме сепак една вредна победа која ќе ни значи многу за понатаму почнете игри. Па ова беше тежок натпревар за нас и одлично изиграни од противничката екипа, но ние бевме доста спремни за овој натпревар и близок беше резултатот низ целата утакмица, но на крајот успеавме да направиме разлика и да победиме. Се гледаше мотивираност кај екипата на КК Тетех за да го добиете овој натпревар. Тоа ли пресуди? Тоа пресуди. Тоа беше можеби најклучно во оваа ситуација, дека имаме доста порази сезонава и ова ни беше многу битен натпревар за нас. Не мораше победа да имаме. Дефинитивно интензивен натпревар, но ако збориме за нас, ние не дававме се од себе. Сепак можеме подобро да играме, они не се поквалитетна екипа од нас. Тоа е. Само можеше подобро да се изигра. Оваа утакмица можеше да се добие, но ето, нашата лоша игра произведе ова. Мислите ли дека и желбата кај домаќините пресуди на овој натпревар? Да, дефинитивно има голема желба за тоа. Ние не ја покажавме нашата желба, они ја покажа, што е фер плей од нив, налал да име за нив, но тоа е, како што кажав, не дававме се од себе ние и поради тоа ова е резултатот. Изминатиот викенд се играа натпревари и во третата лига Запад, каде на програмата беа натпреварите од седмото коло. Екипата на Тетово Булс повторно поразена, овој пат со 85:81 на гостувањето кај ИБА Баскет во Скопје. На останатите надпревари, Работнички 2, Про Баскет 97:60, Албес Мега Баскет 75:84. Слободни беа екипите на МКК Куманово и на Дибра Иглс. На табелата во водство е екипата на Мега Баскет од Прилеп со 11 бодови пред Работнички 2 со 10 бодови. Тука треба да се напомене дека Работнички има ефект од 5:0, односно 5 победи и 0 порази, додека Мега Баскет има 5 победи и 1 пораз, што значи дека екипата од Прилеп има одиграно еден надпревар повеќе. Екипата на Тетово Булс е на последната 8 позиција, без ниту една победа и со 5 порази. Викендов активни беа и кошаркарките на Гостивар, кои што одиграа надпревар од седмото коло на втората женска кошаркарска лига на Македонија. Гостивар поразен на домашен терен со 58:64 од Патриотот Делчево, директен конкурент за втората позиција на табелата, која носи пласман во прволигашката конкуренција за следната сезона. На останатите надпревари, Шкупи Тим Арена 55:45, Куманово Мега Баскет 92:17 и Гризли Ринија 76:45. Во водство е екипата на Трокал, која беше слободна ова коло, со максимални 12 бодови од 6 надпревари. Следува екипата на Патриотот Делчево со 11 бодови, а Гостивар е на делба на третата позиција, заедно со екипата на Гризли од Скопје со по 10 бодови, односно ефект од 4 победи и 2 порази. Спортскиот преглед го продолжуваме со резултатите од одбојкарските првенства. Во машката одбојкарска лига на програмата беа надпреварите од 11-тото коло. Постигнати се следниве резултати. Македонија Џио Шкендија 0:3, Посетови 12:25, повторно 12:25 и во третиот сет 13:25. Весна Пробиштип Јанта Волеј 3:0, Вардар Дибра Волеј исто така 3:0 и Штип Струмица 0:3. Колото ќе биде затворено денес со градското дерби помеѓу Лирија и Универзитет Тетово. За овој надпревар, односно за резултатот од овој надпревар ќе информираме во утрешното издание на вестите на КМ телевизија. Табелата е следна. Во водство е Струмица со 27 бодови, пред Борец со 18. Трето и четврто место за Шкендија и Универзитет Тетово со по 17 поени, петто и шесто за Вардар и Штип со по 15, седмо место за Лирија со 14, осмо место за Весна Пробиштип со 11 бодови, девета е Јанта Волеј со 7, 10-то место Дибра Волеј со 2 бодови и 11-то за Македонија Џио, која има само 1 бод. Ова би требало да биде, се извинувам, ова би требало да биде последно есенско коло во првата машка одбојкарска лига, бидејќи 11-то коло е, по Бергер толку трае првиот круг, меѓутоа до крајот на есенскиот дел има уште доста надпревари за играње. Веќе споменав Лирија и Универзитет Тетово го затвораат ова коло вечерва.
Во среда ќе се одигра одложениот надпревар од 10-тото коло помеѓу Шкендија и Весна Пробиштип во гимназијата Кирил Печиновиќ во Тетово, а следниот викенд на програмата ќе биде комплетното 9-то коло, кое што беше одложено поради трагедијата во Бугарија, кога настрадаа 45 македонски државјани во оној автобус кој што изгоре. И тука доаѓаме до првата нелогичност, бидејќи наместо тоа 9-то коло да се одигра веднаш во првиот слободен термин, да се помери цел распоред, Одбојкарската федерација на Македонија одлучува прво да се одигра 9-тото и 10-тото коло, а дури на крај да биде закажано она 9-то одложено коло. И втората нелогичност е што на вебсајтот на Одбојкарската федерација на Македонија нема да можете да ги најдете овие резултати, и овие што ги прочитав, и овие кои допрва ќе ги читам, исто така нема да можете да ја најдете табелата, која што морав да седнам и да ги пресметувам сите резултати, за да можам да ви кажам табела и од машката лига и од женските лиги, кои што допрва ќе ви ги соопштам резултатите. Исто така, значи, Одбојкарската федерација на Македонија не наоѓа за сходно ниту да ги информира медиумите, односно да испрати резултати и табели од одбојкарските првенства, ниту пак да ни испрати термини кога тие се играат, па ние мора сами да се снаоѓаме, да се јавуваме по клубовите, да бараме по социјалните мрежи, по интернет, дали некој нешто објавил, дали објавил термин, дали објавил резултат, за да може да пренесеме на нашите гледачи. Во слична ситуација верувам дека се и сите колеги. Одиме со 11-тото коло на првата женска одбојкарска лига на Македонија. Екипата на Универзитет Тетово со 3:1 го совлада Вардар на гостински терен, по сетови 25:18 за екипата на Вардар во првиот сет и потоа следува комплетен пресврт. 16:25, 17:25 и 15:25. Повторно табелата која што ја составив сам со пресметка на сите резултати, во водство екипата на Работнички со 32 бодови, пред Наковски Волеј со 30. Трето место за Струмица со 23, четврто место за Јанта Волеј Кисела Вода со 20 бодови. Петто место за Пелистер со 10, шестиот Фитван Волеј со 9 бодови, екипата на Универзитет Тетово е на 8-та позиција со 8 бодови и последно пласиран е Вардар без ниту еден бод до сега. Продолжуваме со резултатите од 8-то коло на втората женска одбојкарска лига на Македонија. Е, тука доаѓаме до еден нов момент кога се работи за Одбојкарската федерација на Македонија. За оваа лига никаде немаше објавено ниту распоред на ниту еден портал и морав да ги барам сите 9 екипи на Facebook за да можем да ги составам двојките најпрво, а потоа и да ги собирам резултатите. Во Тетово се одигра градското дерби помеѓу Бамикор и Те Волеј, 3:0 за екипата на Бамикор. На останатите надпревари во дербито на колото Македонија Макс Вардар ЕМ 3:2, Виктори Волеј Ускана 0:3, Младост Угада Јанта Волеј Форца 3:2 и слободна беше екипата на Куманово. Табелата вели дека екипата на Македонија Макс е во водство со 20 бодови пред Вардар ЕМА која има 1 бод помалку. Трето место за Ускана со 14 бодови, четвртото и петтото место го делат Бамикор и Младост Угада со по 13 бодови. Шесто место за екипата на Јанта Волеј Форца со 10 бодови пред Те Волеј на седмото место со 5 поени. Осмо место за Виктори Волеј со 2 бодови и последно пласиран е Куманово без ниту 1 бод. Денешниот спортски преглед ќе го заокружиме со резултатите од втората ракометна лига на Македонија, односно прва лига, бидејќи нели она најквалитетната се вика Суперлига. Екипата на Јехона од гостивар поразена на домашен терен од Вардар Неготино со 22:30. И два на останатите надпревари, шампион Драчево 19:33, Партизан Младост 30:31 и Работнички Преспа 33:23. Во водство се екипите на Вардар Неготино и Младост со по 27 бодови. Трето пласиран е Драчево со 24. Јехона и Работнички се на четвртата и петтата позиција со по 15 бодови. На шестото место е Борец со 12, но и надпревар помалку. И на дното од табелата екипи кои што веќе немаат шанса да се пласираат во плейофот, Партизан од Гевгелија со 9 бодови, Шампион од Скопје со 3 и последно пласирана е
Екипата на Преспа од Ресен со минус 1 бод, поранешниот шампион на Македонија и представник во групната фаза во Лигата на шампиони. Екипата на Преспа во моментов има негативно бодовно салдо во втората ракометна лига, а нема трета лига, ова е воедно и најнискиот степен. Екипите се поделени во две групи, А и Б. Во едната има 9 екипи, во другата има 10, а по 5 првопласирани од регуларниот дел ќе продолжат во плејофот, што ќе разигруваат за пласман во Суперлигата, во најквалитетното ракометно друштво во Македонија. Воедно, ова беше и последната содржина за денешниот спортски преглед. Довидување и се гледаме повторно следниот понеделник.